Ни политичката, ни економската криза не ги поколеба граѓаните во празнувањето на големите великденски и правомејски празници. Во двата празнични дена градот речиси целосно се испразни, бидејќи уште од петокот и саботата голем број граѓани ги наполнија туристичките места во Бугарија, Грција и во Србија. Во Банско или на Егејското крајбрежје имало повеќе македонци меѓу нив и кочанци отколку бугари и грци. Македонци ги окупирали туристичките места во јужна и средна Србија, каде со многу музика и богата трпеза се прославувало 2 дена. Најавите на метеоролозите за можни врнежи во попладневните часови на 1 мај и првиот ден од Великден за среќа не се остварија во целост. Песетничките места, хотелите и рестораните во и околу Кочани и Виница останаа полни преку целиот ден. Великденски салати, скари и музика го карактеризираа секое собиралиште, од кое одекнуваше празничната атмосфера. Во хотелот Градчи, во објектите на Пониква, имаше повеќе гости од Скопје и други градови во државата, отколку од регионот. Меѓу нив може да се сретнат и посетители од Бугарија, кои дошле да го почествуваат македонското празнување на големите празници. Од полициската станица во Кочани истакнуваа дека немале посериозни инциденти кога е во прашање сообраќајот и управувањето на возилата, што значи дека возачите се придржувале кон правилата да возат без да консумираат алкохол. Единствено сенка на празнувањето фрли прегазеното девојче од Виница на патот кон Берово, кое се здобило со тешки телесни повреди и скршеници, но е вон животна опасност. Од службата за итна медицинска помош вела дека двојното празнување не им донело двојно повеќе пациенти од лани, како последица на предозираност со алкохол. Напротив, граѓаните биле повоздржани и со пијалоците и со храната. Иако скари чадеа од сите излетнички места, противпожарната единица немала причина за интервенции, што е потврда за претпазливост на излетниците и придржувањето на внимателно однесување во природа.